Добродојдовте во новата епизода на подкастот Младите се иднината. За денес ви подготвивме една специјална гостинка, Дона Петрова од Битола, која што беше првиот председател и лидер на младите студенти од Македонија при УКЛО. Здраво, Дона. Мило ми е што си денес гостинка во нашиот подкаст Младите се иднината. Јас би сакала најпрво да ни се представиш, да ни кажеш накратко за твоето искуство при УКЛО, како се сноси со сите предизвици. Сара, пред се ти благодарам на поканата. Јас порано имав навистина повеќе можност да зборувам на оваа тема. Сега, откако сум пензионирана, што викам, од мојата функција, веќе 2 години немам зборувано. Така да ми е мило што можам една ретроспектива да направам на тоа што сме работеле ние во Универзитетското студентско собрание. Иначе, како што кажа, бев лидер на студентите на УКЛО, односно председател на Универзитетското студентско собрание при УКЛО. Самата функција навистина е тешка, затоа што ќе се одбери, бидејќи на свој грб треба да носиш во случајот околу 6000 студенти, да ги браниш нивните права, да ги застапуваш и да можеш да го изнесиш мислењето на мнозинството од нив. Сега, пред да се оформат овие собранија, постоеа студентски парламенти, кои што беа навидум здружение на граѓани со своји финансиски средства, без некои законски обврзувања, може да работат практично што сакаат избраниците во тие парламенти. Додека со новиот закон за високо образование се формира овие собранија, кои што се застапени во самиот закон, во статутот на универзитетот, си имаме свој посебен статут на собранието и мора да се држиме до сите тие правила кои што не обврзуваат да работиме. Во таа ситуација наидовме на еден проблем, бидејќи не бевме препознатливи. Предходно студентите не беа задоволни од работата на парламентите, бидејќи имаше навистина некои злоупотреби. Зошто до пред 2 години не постоело такво нешто? Некој представник на младите студенти во Македонија, како дојде до сетата идеја, како ти беше избрана, имавте ли гласање или што се случуваше поточно? Значи имаше представници. Имаше, меѓутоа повеќе гледа својата волја представниците отколку да ги застапуваат правата на студентите. Во оваа ситуација сега председателите се единствените легитимни представници на самите тие студенти и се врзани со закон да постојат на сите државни и приватни универзитети. Во оваа ситуација, тоа што беше навистина добро, а голем дел не го знаат, ние бевме многу финансиски обврзани, немавме пристап до никакви средства и тоа е многу добро. Бидејќи доколку има, никогаш не можеш да докажеш дали нешто така се искористил за своја волја, значи тие се точно распределени, се знае, значи на одреден проект. Сакаш да кажеш дека имало добра организација на финансиите? Да. Со посебно упатство, значи така натаму, да не може во ниеден момент представниците во собранието да речам да работат со живи пари. И тоа беше многу добро. На тој начин бевме заштитени и од овој аспект, на вистина тој што ќе му биде лидер, ќе му биде вистински, бидејќи нема никаква финансиска причина да се нафати нова работа, освен доколку нели сака да им помогне на самите студенти. Така, Донче, кажи ми со кои предизвици се соочи ти во текот на ова твое 2-годишно мандатство, да кажам, на студентите? Кои прашања ти беа поставувани, кои проблематики ги обработувавте, како понатаму ти ги предаваше тие проблематики, колку беа решавани истите? Ние искрено мислевме дека со многу поинаква работа ќе се занимаваме и други предизвици, меѓутоа не фати ковид пандемијата. И тука сите планови ни пропаднаа во вода, бидејќи кога се гласа, бидејќи нели претходно ме праша како се избира тој председател, на секој факултет се избираат представници. Од тие представници 2 одат во Универзитетското студентско собрание, вкупно 22 во ситуацијата, бидејќи имаме 11 факултети. Еден од нив, тие членови, 22 членови, го избираат за лидер. Сега, тој лидер е должен да си представи своја програма, што сака да работи во целата тековна година, колку средства би потрошил и така натаму. И таа програма што јас имав замислено и представено, верувај дека не знам дали 30% остваривме, бидејќи се закочи кога започна пандемијата. Нас ни започна мандатот во декември, крајот на декември, а веќе нели во март се беше затворено. Така да се сочивме со голем проблем.
Меѓутоа, среќа во несреќа, така и повеќе не запозна студентите, бидејќи не се знаеше нели во тој период ништо, никако ќе се оди на настава, како нели ќе бидат испитните сесии и така натаму. Институциите беа затворени, па претпоставувам дека ти беше онлайн лидер во тоа време. Онлайн, толку така, онлайн лидер. И бев врската помеѓу студентите и значи професорите, да, и така натаму. Навистина ни довме на еден многу добар однос со факултетите, со ректоратот, што навистина за пофалба, бидејќи ние не сме тука да работиме заедно со нив. Да речам, сега ние сме тело на универзитетот, па сега ќе зборувам нешто добро за УКЛ. Напротив, доколку не работат како што треба, ние сме тука нели тоа да го белодениме. Меѓутоа навистина ни довме на многу добар однос. Правевме многу голем број на анкети, тогаш нели беа актуелни анкетите. Имавме голем број на одговори од што повеќе студенти како сака да се одвива наставата, бидејќи на некои факултети самата природа не им дозволуваше да биде онлайн. Тие кои што се нели со лаборатории, така натаму. Гледавме што точно сакаат студентите, на кој начин да се одвиваат работите, нормално со сите тогашни протоколи, и на тој начин ги правевме сите работи. Наидовме на одличен одговор од универзитетот, на вистина барањата на студентите беа испочитувани. Нешто што на другите универзитети не се случуваше и на некој начин ни завидува, да речам, во тој период баш, бидејќи јас имав контакт со сите лидери од државата, на вистина на некој начин ни завидува колку добар однос имавме студентите и самиот универзитет. Значи, можеме да заклучиме дека е многу битно кој ќе биде избраникот за лидер, пошто не може нели секој ги нема тие афинитети и способности да биде лидер на една институција, дали зборуваме сега за државна или приватна е сеедно, но човекот што треба да биде избран како лидер треба да биде представник пред се. Точно, сега ќе испадни како сама да си се палам на некој начин, меѓутоа така е, навистина треба и храброст, бидејќи јас најдов на доста препреки, има доста предрасуди од двете страни, и од страната на студентите, значи никогаш не сите можат да ја сватат таа добра волја, некако и не сме научени во нашата држава. Се некако нели ние да критикуваме, така и секогаш со некоја предрасуда. Да, значи од таа страна, од друга страна не сме се уште свесни колку голема моќ имаат самите студенти. Јас тоа го видов и од страна кога бев лидер и сега кога веќе работам и на еден од факултетите на УКЛ, на факултетот за биотехнички науки, и од двете страни гледам колку голема моќ имаат студентите. Меѓутоа, се уште не ја користиме доволно. Да, нели правото на глас не секогаш е искористено, иако е институционализирано и можеме нели слободно да си го кажеме правото на глас, иако сме студенти. Значи професорот си има некој свој авторитет или нели погорните институции, но луѓето секогаш имаат моќта поради тоа што се многу бројни. Сме во голем број, можеме дефинитивно да влијаеме на многу работи. Јас ќе кажам еден пример, кога бев студент во Романија, значи се изгласа еден закон кој што едноставно нема одговараше на граѓаните. Што направија? 3 милиони излегоа да се побунат против тој закон, следниот ден законот се укина. Значи ние сме мнозинство, само што тука кај нас се уште не го креваме нашиот глас, тука мислам дека лежи проблемот. Точно. Некако сме, Сара, разочарани, особено младите, нели од многу аспекти што се случуваат кај нас во државата, од системот, што би рекле нели по народски, и затоа можеби не веруваме во тие промени. Меѓутоа, од аспект на тоа што јас работев 2 години во собранието, можноста да бидам во средба со многу голем број на луѓе, многу познанства, сватив дека кога би се кренале што повеќе млади, навистина многу големи промени можат да се направат. Јас бев и фатив еден период кога имаше екстерна евалуација. Значи, не знаете колку странските држави посветуваат внимание на студентите и колку внимаваат, така колку им се прават застапени, дали имаат одредени проблеми, дали значи така. Тоа е дефинитивно така. Многу и имаме значи некоја поддршка и од надвор. Верувајте дека навистина на некој начин, можеби не би звучало убаво, меѓутоа професорите се плашат од студентите на некој начин, бидејќи ако нешто не се прави како што треба и околку скокнат, ќе има
Ке бидат избркани од работа едноставно. Значи во странство имаш, не знам тука, значи стварно немам искуство како е да си во образовниот систем во Македонија, но во странство имаш кога ти стигнуваат резултатите нели од испит, значи ти стигнува една кратка анкета, си пишуваш за професорот се што ти лежи на душа. Значи буквално критики, добри, лоши, имаш посебен дел каде што пишуваш што било позитивно на часовите со тој професор, што било негативно. Не знам во Македонија колку се практикува. Да, се практикува и задолжително. Значи при упис на секој семестар мора студентот да ја пополни анкетата за предметниот професор во тој тековен семестар. Дали се водат редовно тие аналитики, кој професор колку се влажува? Да, обавезно. Сега колку се реални студентите? Не знам. Бидејќи сум најшла на неколку ситуации каде што сум знаела дека на одреден факултет има професор кој што не работи баш како што треба и накрат повторно на тие анкети ќе излезеше со висока оценка. Не знам, имаме доста голема незаинтересираност, ден денес, тоа морам да го кажам, и во мојот мандат и сега. Гледам голема незаинтересираност кај студентите, значи да поправат нешто, како да ја имат едноставно изгубено надежта дека волјата дека нешто може да се прави. Тонче, кажи ми, те молам значи за советите. Значи како ти како представник ги представуваше тие проблеми кои што требаше да бидат секако реализирани, од скала на 1 до 10 колку беа реализирани тие проблеми и со какви предизвици се соочуваат студентите кога е во прашање праксата во нашата држава. Поради тоа што имам заприметено дека практичниот дел не толку излегува на површина, нели? Прво, тоа што е многу добро, како што кажав на почетокот, бидејќи мора законски да бидеме формирани. Јас бев член на ректорската управа на универзитетот, таму се присутни сите декани, проректорите, ректорот, и таму имав можност да ги проследам сите тековни проблеми кои што настануваат. Седниците се одвива еднаш месечно. И таму, значи, буквално, сето тоа што ќе се собереше во еден месец можеше да се презентира, се разбира, значи, надвор од таа седница, секогаш сме имале пристап до сите, што е за право. Меѓутоа, исто така, сакам тука да потенцирам дека исто постои студентски правобранител. Тоа е повеќе за решавање на проблемите. Треба студентите да се обратат, да поднесат представка кон студентскиот правобранител, па тој да најде начин да го реши проблемот. За разлика од тоа што ние собранијата бевме повеќе да правиме настани, проекти, некои активности, значи за студентите, меѓутоа како што кажав, нас не фати ковид пандемија, на никој ни на крај памет не му текна да прави некакви проекти, иако пробавме нешто, еве да сменимо таа монотонија тогаш што не фати. Во однос на праксата, тоа е голем проблем ден денес и многу се дискутираше значи и во тие 2 години додека ми беше мандатот, затоа што и според анкетите и кажувањата на студентите нереално се одвива праксата во нашата држава. Јас се смеам со една ситуација, ве сега тука и ќе ја кажам. Студенти одат на пракса и од праксата што научија да купат бурек и месо за вработените во таа институција каде што беа пуштени. Јас тоа го кажувам сегде како ни шала, меѓутоа е жално. Реално точно, тука лежи, значи веќе тука доаѓаме до еден судир со културата, значи ако има во една институција добро организирана културна работна атмосфера, тогаш вработените ќе се погрижат, нели, за студент кога доаѓа на пракса и кога треба тој во иднина да го извршува тоа што некој вработен во моментот го прави, ќе се заангажира да му покаже. Дојди види ова, се работи на овој начин. Тоа треба да го направиш така, наместо да го пушта да купува буреци и јогурти и колку што е битен тој теоретски дел што ние го учиме, тоа формално образование на факултет, уште побитна можеби е праксата. Бидејќи нас не е џабе да читаме така од самите учебници, ќе го набубаме, ќе го учиме, ќе го заборавиме, така е. И затоа праксата е навистина многу битна. Гледам дека се прават некои подобрувања, гледам дека се повеќе се склучуваат некои договори за соработка со одредени приватни фирми и други институции каде што можат студентите да посетуваат пракса и искрено се надевам дека ќе почне тоа, значи во буквална смисла да се остварува и да можат навистина студентите да научат нешто од таму и во иднина да ги задржуваат. И тоа е многу битен момент. Бидејќи кај нас се помалку се запишуваат факултет затоа што немаат надежда дека тие утре други ден ќе најдат работа. Точно. И тоа е катастрофа. Имаме 35 универзитети во државата, а колку имаме
Студенти. Студенти. Реално. Да. И како што иди, нели, во иднина сите гледаат да завршат надвор факултет, поради што тоа е попризнато од тоа во Македонија. Јас мислам дека Нели сите и пробуваат да заминат. И тоа треба, значи многу работи се опфатени. Да тоа лежи во системот. Јас мислам дека треба институциите, а и ние луѓето да ја подобриме малку културата, да се кренеме на едно позавидно ниво, институциите да си ја вршат работата на време и да си ги завршуваат сите обврски. Меѓутоа, да не звучи се и толку негативно. Мене и целта ми е дека навистина ние можеме да смениме нешто. Тоа можеби ние сме моментално така во една меланхонија, во една непријатна ситуација, каде што се помалку имаме надеж за работите, ама имаме, значи секој човек има можност нешто да смени. Кога јас би отишла на пракса, јас и сум била на пракса, доколку мене ме пуштат да купам бурек во ситуација, јас нема да одам. Јас ќе се побунам. Доколку таму не ме Ангажираат. Јас ќе се побунам на друго место, ќе се побунам на мојот факултет и ќе изнајдам начин. И тоа и ми е целта, дека треба секој да си се бори да му бидат своите права, значи загарантирани и испочитувани. Точно, Донче, јас за крај сакам да те прашам што би им препорачала ти на младите студенти, општо на младите и некоја така интересна порака до нив за причините поради кои би требало да останат во нашата држава и дека човек и тука навистина може да успее. Порака. Тоа што јас имав прилика да го видам, може би ми беше најдоброто искуство во животот. Пријателствата пред се, кои што истекнав, а самата атмосфера, луѓето со кои што јас се здружив, имав прилика да ги запознам, бидејќи освен значи студентите и кај нас имав можност да бидам член на голем број на конференции, имав контакт со голем број на министерства, лично министри и така натаму и многу е убаво да се искуси една таква ситуација. Јас секогаш сум апелирала и тогаш и сега дека ништо нема воопшто да му одземе од времето на студентите доколку решат да членуваат во овие собранија и да бидат представници на студентите. Навистина едно многу добро искуство, ќе бидат навистина почитувани и од страна на студентите и од страна на универзитетот, доколку си работат како што треба. И во врска со исилувањето, јас речам од Македонија добри спомени, убави спомени. Еве до денес 25 години ќе правам. Јас некако си го барам самата патот, не се разочарувам и гледам еве. Доколку не сака со милом, со силом, да си го решам доколку имам некаква препрека и едноставно да дадам шанса, бидејќи сметам и дека доколку сме во странство, па можеме нешто друго таму би ни фалело. Така фамилија, пријатели и така натаму, мир, спокој. Така да затоа тука сум се нашла во оваа држава и гледам тука да направам најдоброто и за себе и еве во ситуацијата и за тие околу мене. Да, Дона, се си има своји плусови и своји минуси. Јас ти благодарам за твоето гостување во подкастот Младите со иднината, а вас ви благодарам за вниманието и се гледаме во наредна епизода со нови гости теми за младите.